Новиот предлог закон за употреба на јазиците кој денеска влезе во собраниска процедура е во насока на потеснување на македонското битие и идентитет, смета познатиот писател Ефтим Клетников. Тој истакна дека албанскиот јазик со актуелното законско решение не е неправдан, бидејќи албанците имаат своји училишта, универзитети, театри и издавачки куќи на мајчин јазик, или како што вели тој, ги имаат малцинските права над европските стандарди. Замката е во тоа што тие сакаат да бидат исто како и македонците државотворен народ, да ја делат Македонија едноставно. Суверенитетот и тој закон го носи тоа. Историчарот Тодор Чепреганов додава дека ставот на поголемиот дел од академската јавност по оваа прашање е добро познат, но за жал мора да се има в предвид политичката прагма, која ја поништува научната, што доведува до тоа одлуките кои ќе се донесат да бидат историски неоправдани. Таков е и случајот со договорот со Бугарија, во кој стои дека е потпишан со уставните јазици на двете земји. Тоа беше неспоменувањето на македонското малцинство кое што живее во Бугарија, исто така дека се потпишува со уставните јазици на двата народи, што значи дека ако се земе Македонија својот устав го има од 46 година, дали значи тоа дека до 46 година македонците немале свој јазик, изборувале на бугарски јазик. Значи ова има некои политички замки кои што можат да имаат негативно влијание врз македонската политика. Денеска во Шти беше промовирана книгата Име од светлина и рани од група автори во издание на Македонски манифест, кој го обработува токму прашањето со името на земјава како најсветол символ на македонскиот идентитет.